За да и денешниот ден биде соодветен почеток на оваа работна недела, тука е новото издание на Фактор здравје и ова утро во живо на Алфа телевизија имаме можност заедно да се дружиме и да разменуваме нови информации. Вашиот контакт и она што вие го имате да го прашате и како можност да комуницирате со нас, ви го нудиме на 26373. Сите ваши прашања и интерес кои што ќе го пројавите за денешната тема, со задоволство ќе ви ги одговори во продолжение доктор Фарук Семис, со кој што денеска зборуваме на тема УВИТИС. Добро утро му посакувам и уште еднаш срдечно добре дојде во Фактор здравје. Како сте, докторе, вие утрово? Добро. Благодарам уште еднаш во името на гледачите пред се што сте утрово наш и ваш пред се задоволство и гостин за гледачите, и она што сакам денеска да го потенцираме е ќе обработиме тема која што досега никогаш не сме ја третирале, а тоа е УВИТИС. Па веднаш првото прашање, што представува оваа болест и зошто доаѓа до појава? Bugün zamanımız yettiğince ÜVIT hakkında bilgiler vermek istiyorum. Програма, колку што ни дозволува времето, ќе зборуваме за УВИТИС. Што значи УВИТИС? Ќе видиме од макетата дека тоа е фактички воспаление на окото, каде што имаме многу голем број на крвни садови. Од овие воспаленија може да добиеме тешки последици кои би можеле да завршат и со слепило. Уште од почетокот на УВИТот треба, рано да се почне со третманот, правилно да се третира пациентот, исто да се постави една прецизна диагноза, бидејќи симптомите на УВИТот многу е битно кој предел е опфатен, дали е тоа предниот дел, ирисот или предниот дел на корнета. Тоа е антериорен УВИТ, бидејќи тука имаме исто така голем број на крвни садови. Доколку е опфатен средниот дел, тоа се вика среден УВИТ, додеку ако е опфатена ретината, ова е постериорен УВИТ. Областа која е опфатена со УВИТ, симптомите се различити. Тука е важно да се каже дали имаме било какви реакции во очите, кога имаме црвенило во очите. Пациентите треба да обрнат внимание на тоа, бидејќи ова се може да бидат првите симптоми на УВИТот. Зошто доаѓа до појава на оваа болест? Дали генетската предиспозиција е одговорна, дали некоја наследна особина или нешто стекнато во текот на животот за појава токму на ова офталмолошко заболување? Şimdi ÜVIT hastaların tabii önemli olan ne, hangi tarafı пациенти со УВИТот, hangi bölgeye tuttu, ön tarafı mı, anterior? дали е предниот антериорен УВИТ, интермедиален или постериорен УВИТ, согласно на симптомите може да бидат различити. Ако е предниот дел опфатен, тогаш имаме лесно црвенило и лесно намалување во видноста. Ако е средниот и задниот дел, тогаш имаме намалување на видноста и јаки болки во очите и во главата. Во понатамошниот период може да дојде до губење на видот. Тука што е битно е кога имаме црвенило или промени во видот, посебно кај пациенти кои имаат втор напад на УВИТ, тие веднаш приметуваат дека нешто не е во ред и се обраќаат на лекар. Кога ни доаѓаат во оваа фаза пациентите, имаме решение, многу е полесно да се третира. Значи, ако ни се јават во почетокот, тогаш се спречува губење на видот и без последици по очите и по видноста. Ние како Европска очна болница, кога констатираме УВИТ, утврдуваме кои се факторите кои довеле до тоа, дали претходно има некои проблеми, дали има проблеми во задниот дел на окото, сите овие работи ги констатираме со една брза интервенција, пациентот го добива своето здравје. Имаме типови на УВИТ кои многу често оставуваат последици по видот и затоа пациентите треба многу рано да се јават на офталмолог
Оно што сакам да го предочиме е фактот дека до појава на ова заболување доаѓа кога има пад на имунолошкиот систем. Тоа по автоматизам ме асоцира практично да поставам заклучок и да ве прашам дали тоа значи дека кога ќе дојде пад до имунолошкиот систем и појава на увеитис, за тоа се одговори и некои други заболувања, дали се од тие системски или некои хронични? Şimdi zaten dünyadaki sosyoekonomik düzeyin değişkenlik göstermesi, insanların istediği... Во овој период, посебно од економски аспект, кога имаме големи промени во економската состојба на луѓето, имаме многу често стресни ситуации кај луѓето, што доведува до намалување на имунолошкиот систем кај луѓето. На овој начин почнуваат реакции во внатрешноста на окото, посебно кај пациенти кај што имаме намален имунитет, што имаат вирусни, бактериолошки или паразитни заболувања, исто кај пациенти што имаат намален имунитет поради некои генетски заболувања. Тие обично доведуваат до ослабување на видот на пациентот, исто така и артритис лупус, болеста наречена артритис лупус, ја намалува и имунитетот на организмот, што предизвикува до појава на увеитисот. Во секој случај, кога се намалува имунолошкиот систем на пациентот, тогаш доаѓа до појава на увеитис. Инфекциите во внатрешноста на окото е една од главните причини за појава на инфекции е намалување на имунолошкиот систем. Ако има и некој системско заболување, тогаш реакциите се поизразени. Битно е дека без разлика во на која возраст се наоѓаат пациенти, дали станува збор за бајдетова болест или други бактериски или вирусни инфекции, битно е рано да се открие болеста. Колку повеќе доснаме, симптомите стануваат се поизразени и освен тоа остануваат последици по видот. Доколку третманот започне порано, тогаш пациентот се спасува и од висок притисок и од појава на катаракта. Освен тоа се спречува и појавата на деколман на ретината, што може да предизвика губење на видноста. Значи битно е доколку пациентот и неговите блиски кога ќе приметат дека имаат вакви проблеми, веднаш да се обратат до еден офталмолог. Сите вие кои што сте во моментов со Фактор здравје, новото издание, подсетување дека утрово зборуваме на тема увеитис. Ваш пред се гостина доктор Фарук Семис, кој што е хирург-офталмолог и воедно представник на Европската очна болница European Eye Hospital, врвна офталмолошка институција во која што имате буквално можност за решавање на сите ваши офталмолошки проблеми, од дијагностицирање, третман и постоперативна рехабилитација. И токму затоа ве упатувам за сите ваши прашања на 20 50 999 на нивната интернет страница www.eeh.mk, како и директно во Европската очна болница на улица Сремски фронт број 1 во населбата Ѓорче Петров во Скопје. А доколку утрово имате интерес да поставите прашање, слободно јавете се на 260373. Во продолжение доктор Фарук Семис ќе ви одговори на вашите прашања, а она што сакам уште еднаш во овој момент да го потенцирам е благодарност и поздрав до господинот Енвер Асим, кој што утрово ни помага во преведувањето од македонски на турски, односно од турски на македонски јазик. Доктор Семис, ќе објаснивме болеста, кажавте што всушност представува, какви се симптомите и каква е поврзаноста со другите заболувања кај човекот. Она што ме интересира, дали има јасна клиничка слика што укажува на оваа болест, некоја болка и како се дијагностицира понатаму увеитис. Avrupa Göz Hastanesi'ne üveit tanısı almış veya Ние како Европска очна болница, кога ни доаѓаат пациенти со увеитис, тие некои од пациентите имале и порано прегледи во други болници и други места, некои имаат рецидив на болеста и еден дел од овие пациенти имаме констатирано дека имаат увеити. Кај некои пациенти има
можност за повторување на оваа болест, посебно кај тие со намален имунолошки систем. Ние ги третираме овие пациенти, меѓутоа кај некои пациенти после 6 или 1 година или после неколку години, во зависност од имунолошкиот систем на пациентот, може да дојде до повторна појава на uveitis. Пред се е потребно да се направи една одлична анамнеза, дали порано пациентот има овакво заболување. Ако има колку пати има овакви проблеми, некои проблеми може да бидат сезонски. Ова треба многу прецизно да го тврдиме и при рутинска контрола со биомикроскоп дали се треба да констатираме дали е антериорен uveitis во предниот дел на окото, кој го зафаќа само ирисот и сигарното тело на окото, бидејќи тогаш реакцијата што ја добиваме треба да видиме дали има некаква инфламација во задниот дел. Дали при оваа реакција може да се дојде до појава на катаракта, бидејќи реакцијата и стероидните лекови кои се применуваат може да предизвикаат појава на катаракта. Треба многу внимателни да бидеме при констатирање на овие реакции и дозажата да направиме согласно на тоа. Поради тоа симптомите треба многу прецизно да се констатираат и многу прецизни анализи да се направат, посебно ултрасонот и да се направи многу прецизно дали имаме реакции во задниот дел на окото, во ретината, дали имаме некакво заматување во ретината, замавлен вид. Ова мораме прецизно да го констатираме. Ако имаме реакции во овој дел на окото, тогаш треба да се применат лекарства со повисока дозажа. Исто така клиничката слика е многу важна. Дали е опфатен предниот, средниот или задниот дел и колку е засегнат видот на пациентот. Согласно на тоа се применува и соодветен третман. Потребно е да се констатира дали оваа болест е поврзана со ревматизмата на пациентот, дали е во прашање беѓето оваа болест, кај овие пациенти со беѓето оваа болест најчесто се појавува uveitisот. Исто така и кај овие други заболувања многу често се доаѓа до појава на uveitisот. Исто така имаме и некои заболувања вирусни, бактериски или од габички инфекции кои го намалуваат имунитетот на организмот и стануваат причинители за појава на реакции и на појава на uveitis. Доколку се тоа прецизно се утврди и доколку се утврди главниот причинител, тогаш се лекува главниот причинител, истовремено и се лекува и окото и се добиваат многу подобри резултати. И затоа треба многу прецизно да се направат сите потребни испитувања од ОЦТ до флуоресцентна географија, дали имаме промени во ретината. Исто така се со зголемување на зеницата на окото треба да се види задниот дел каква е состојбата на задниот дел, да се направи преглед со биомикроскоп, дали има видливост во задниот дел. Тоа, ако имаме видливост, тоа значи дека е многу чисто, немаме никакви проблеми. Исто така, кај овие пациенти имаме подобри резултати при лекувањето. Но како без разлика во која фаза се наоѓа болеста, без разлика дали има почести напади на uveitis, а колку се направат сите прецизни испитувања, се примени медикална терапија, добиваме одлични резултати. Пред да проговориме за терапијата поконкретно, да им предочиме на гледачите каква практично слика имаат тие кои што имаат uveitis, дали јасно гледаат, потешкоти, централно, периферно?
Şimdi zaten üveitin en önemli şeylerden bir tanesi Едно од главните gözdeki kızarıklık, симптоми на увејтисот е црвенило на очите, солзење и лесно замагнување на видот. Bunu sebep ön taraftaki anterior üveit yapabilir, posterior. Ова може да биде причина од антериорниот или постериорниот увеитис. Доколку ова прашање антериорниот увеит, тоа може со лекарство, со медикална терапија да се реши. Ако е постериорен увеит, тогаш медикалната терапија ќе се примени. Ако добиеме одговор на медикална терапија, имаме подобрување на видот, тогаш немаме никакви проблеми, но меѓутоа кај некои увеити кои се во централниот дел на окото и може да бидат малце подолго трајни. Во овие случаи се применуваат како крајно решение хируршки интервенции, се применува витреоретинална хирургија и се чисти заболеното место. Доколку е периферна увеитис, тогаш видноста не е многу засегната. Доколку е во централниот дел и посебно во хроничниот период на болеста, видноста може да биде многу намалена. Докторот треба да внимава на тоа да пациентот многу често врши редовни прегледи и контроли на пациентот, бидејќи реакцијата на третманите на пациенти може да биде различите. Ние како Европска очна болница често ги контролираме пациентите и констатираме каква е реакцијата на дадената терапија и реагираме согласно на тоа. Ако имаме интензивна реакција кај пациентите, ние ги лекуваме болнички. Без разлика дали е периферен или централен увеит, без разлика дали видноста е намалена или не, доколку примениме правилна и брз третман, тогаш добиваме брз одговор на третманот. Кај пациенти, ако имаме рецидив или повторување на болеста, кај не може да дојде до појава на катаракта или до покачување на очниот притисок. Ова може да биде не само причината, може да биде не само увеитис, туку и други причинителите. Кај пациенти со увеитисот, контролите треба да продолжат и после третманот, значи на 2-3 месеца треба да се прават контролни прегледи. И да се известат пациентите и нивните блиски во врска со ова и да се каже дека доколку имаат проблеми со видот, не треба да чекаат да се исполни рокот од 3 до 6 месеци за контролни прегледи, туку веднаш да се обратат до својот офталмолог. Кога пациентите го прифаќаат овој шаблон и тие пациенти кои имаат посебно рецидивна болеста и знаат како треба да се однесуваат, и со нив имаме многу подобри резултати, бидејќи третманот трае пократко и се. Она што сакам да го потенцирам уште еднаш, рековте, ако ненавремено се открие или несоодветно се третира, увеитисот може да предизвика и појава на катаракта, но за да не дојде до тоа, рековте дека има и можност за хируршки да се интервенира. Во кој случај тоа се случува и што практично, каков хируршки третман применувате кај тие пациенти? Кај пациенти со увеит примерно се применува медикална терапија. Доколку немаме одговор на медикалната терапија, доколку окото има отпор кон медикалната терапија или трае премногу долго, и тогаш се применува на хируршка интервенција. Една од овие интервенции е појава на катаракта или појава на
очен притисок. Тука веќе не можеме да интервенираме со медикална терапија, туку се применуваат хируршки интервенции. Но тука е битно што без разлика за која болест се работи, доколку имунолошкиот систем се нормализира, тогаш могли проблеми ќе бидат решени. Тогаш и периодите на рецидив ќе се намали и исто така и ќе се намалат симптомите на оваа болест, значи треба да се констатира главниот причинител и да се интервенира да се отстрани овој причинител на болеста. Ова се многу чувствителни пациенти, некои пациенти, например, денот треба да го започнат многу позитивни, без разлика со какви тешки услови се соочуваат овие пациенти. Сакам да им упатам една порака да бидат секогаш позитивни, бидејќи на тој начин психички реално ќе бидат многу по-позитивни. Кога овие пациенти се негативно расположени, тогаш состојбата станува уште потешка, затоа им упатвам апел да бидат секогаш, да бидат позитивни, да мислат дека во секоја работа има убави работи, да бидат смирени и тогаш и нивниот организам ќе реагира позитивно. Но кај овие пациенти, ако мислат дека ќе ми се повтори болеста, ќе има проблеми, тогаш навистина доаѓа до ова и значи треба да бидат многу позитивни пациентите. Тие треба да бидат, да стојат подалеку од стресни состојби и кога треба да бидат свесни дека може да се повторат нападите на увитот и да бидат спремни за тоа. Третманот е краток. Ги имаме веќе и првите прашања од гледачите на преценивно задоволство. Првото прашање гледач од Скопје од населбата Радишани прашува дали болеста увеитис може да се поврзе со одлепување на мрежница и дали може сама од себе да се повлече. Şimdi üveit hastaların bir kısmı var. Еден дел од пациентите на uveitis, ако болеста често повторува, станува хронична, некои пациенти веќе со години, например 10 години имаат оваа болеста, посебно кај пациенти со проблеми на ретината, каде што имаме тракција во ретината, тука доаѓа до деколман и се до собирање на вода во ретината. Кај некои пациенти може да дојде до излекување на болеста сама по себе, но пациентите не треба да мислат дека ако еден напад поминале без проблеми и ако болеста се излечила сама по себе, меѓутоа ова значи дека сепак има некои последици по очите. Кога овие пациенти ќе ги приметат првите симптоми, веднаш треба да се обратат до еден офталмолог, бидејќи тоа подоцна може да донесе до појава на деколман на ретината, посебно кај тие пациенти што многу често имаат напади на uveitis. Кај нив ќелиите во ретината изумираат и тоа се малце потешки случаи на деколман на ретина, бидејќи болеста трае со години доаѓа до изумирање на овие ќелии во ретината. Поради тој аспект пациентите пред да дојдат во оваа фаза мора редовно да одат на контроли кај офталмолог. Господја од село Бистрица Битолско има повеќе практично е по подминати години и навечер чувствува топлини во окото и тоа и пречи. Во што е проблемот и дали може да се реши?
Şimdi hastanın tabii o tür semptomları olabilir. İlla üveit anlamında değildir ama Ова не мора да значи дека станува збор за увеитис, меѓутоа треба да се обрати до еден офталмолог кој има доварба и да се констатира, значи без стрес, да се констатира каква е оваа реакција, тоа може да биде некоја лесна реакција на некои пациенти најчесто се појава како црвенило на очите и со болки во очите, без разлика дали е ден или ноќе. Две прашања од Скопје и Виница, јас ќе ви ги поставам во едно, во интерес на времето да ги одговорите. Керка на госпоѓата за незината керка прашува, оперирана пред 10 години на двете очи, после толку време сега со десното око повторно има проблем и господин вели опериране од перде на десното око, катаракта нормално и повторно има проблем. Што да прават овие два случаи практично? şimdi tabii 10 yıl 20 yıl önce ameliyat olmuş olan Пациенти кои се оперираа пред 10 или повеќе години, aynı semptomlarla дали значи може да се појави кај нив секундарна катаракта, тоа се симптоми за секундарна катаракта, тука треба да се направат значи испитување дали ретината е чиста, дали притисокот е во ред, дали е ретината во ред, да се зголеми зеницата на окото и да се види дали имаме проблеми во задниот дел на окото. yani 10-15 dakikalık Тоа може да се интервенира со лазерска интервенција која трае 10 до 15 минути и да се порати, да се подобри видноста на пациентот. Овие прашања практично се надоврзуваат и на следното од господја пред 20 години оперирана, значи повторно ги упатуваме на офталмолошки преглед и она уште едно прашање кое што имаме овде пристигнато од гледачите за гледач наш кој што вели носи очила, претпоставам дека се минус 1,50 на левото и минус 1,75 на десното, а за читање дополнително носи очила со диоптер плюс 3,50. Кога ќе направи комбинација со двата пара очила, гледа поубаво. Што да прави? Şimdi onun tabii yaşına ve şeyine bağlı olarak Значи во зависност од возраста на пациентот имаме две опции. lazerle çözebiliriz. Можеме да го решиме со лазер за близко и далеку. Clear lens yaparak Исто така може да се интервенира со тирлен или со мултифокални леки. Тука треба да се види дали возраста е соодветна, дали ретината е соодветна и корнеата дали е соодветна. Тогаш ќе се констатира која метода може да се примени за hem пациентот. lazer uygunsa lazerle Ако е yapabiliriz. најсоодветно за лазерка се примени лазер, ако е соодветно за мултифокална леќа ќе се стави мултифокална леќа. Гледачот Скопје прашува левото око ми солзи и гледам дупло, односно двојно, а црнката оди лево-десно. Што да правам? Şimdi bu tür hastaların özellikle Овие пациенти, посебно со двојни, треба да бидат многу сериозно превземени. Во секој случај мора да се појават кај еден офталмолог и да се утврди причината за двојни, да се направи една добра анамнеза и брзо да се интервенира, yani çok fazla geciktirmek. без да се задоцни премногу. Uyurken çift görme olur. Затоа што само по себе немаме двоен вид. И последното прашање за ова утро од гледачите, се работи, станува збор за мало детенце од 2 години кое што често трепка со очите. Дали е нешто за напреглед и нешто сериозно? Bunun birçok sebebi olabilir. Може да има разни причинители, меѓутоа една од главните причини е психолошка причина, може би во семејство, ако имаме второ дете, тогаш детето за да го привлече вниманието на Olarak bile родителите може да трепка, меѓутоа кај некои деца се тие чувствителни, може да имаат yapmak zorunda kalabilir. Bu da medikal реакции во капаците и кај нив може да се примени медикална терапија. Во секој случај треба да се констатира дали е алергиска реакција или тоа е ради привлекување на вниманието на родителите. daha önde hayata dikkat çekmek için yapabilir. Onun için Поради тоа, her iki şeyde во сите, во двата случаи треба да се внимателно да се пристапи, ако е психолошки, да се реши на тој начин. Исто така, bir babayı çok iyi bir
треба да се разговара и со родителите на пациентот. Ако ова се реши, што поскоро тогаш во понатамошниот живот нема да има третање со очите на детето. Значи, семејството прво што треба да направи е да се посети еден офталмолог, дали е потребна медикална терапија или е потребна нека друга терапија. Значи, не смеле многу да доцнат со јавување кај офталмолог. Колку порано ќе се обратат, ќе има подобри резултати. И за крај на овој разговор уште еднаш да потенцираме дека редовното одење на офталмолошки преглед е клуч за рано откривање на болеста увеитис, за која што денеска зборуваме, и само кратко, дали доколку несоодветно се третира или се задоцни со доаѓањето на преглед, пациентот може да добие трајно губење на видот или слепило. Şimdi üveit hastalarındaki önemli nokta şu. Кај пациентите со увеитис, доколку без разлика дали имале една, втора или повеќе реакции, најбитно е колку порано да се појават кај офталмолог и да се примени една правилна терапија, тогаш нема да имаме губиток на видот, терапијата, третманот нема да трае долго. Но колку повеќе ќе доцнат терапијата, третманот ќе трае подолго и ќе имаме компликации, проблеми со видноста. Затоа пациенти со увеитис во секој случај, кога ќе приметат дека имаат црвеново во очите, намалување на видот, тоа е многу добро го чувствуваат црвеновото и губењето на видот. И без разлика во која фаза се наоѓаат, имаат едно решение во најкратко време да се обратат до еден офталмолог и да се примени третман. Тогаш ќе немаме потреба од хируршка интервенција. Пациентите кои не слушаат, без разлика за кој тип на увеити се работи, дали антериорен или постериорен, колку порано да се обратат до офталмолог и колку порано да се започне со третманот, бидејќи на тој начин видноста ќе им се врати побрзо. Или колку пократко, толку подолго добар вид за тие пациенти. Ви благодарам, доктор Семис, за денешното гостување. Се гледаме следниот понеделник, а она што сакам уште еднаш да ви потенцирам на крајот на ово издание на Фактор здравје е податокот дека Европската очна болница ви стои секојдневно на располагање на директниот и наједноставен начин за комуникација 20 50 999, а она што како последна порака и поздрав ова утро да ви го принесам сакам е во името на бутикот Нико во Скопје и Битола на улица Македонија и во зградата на Јавор, да се упатите таму и секој ден ќе најдете некое ново пријатно изненадување. Благодарам за вашето внимание и поздрав до утре.